Кривичната за Димитар Ковачевски се уште е жива. Поранешниот премиер е во предистрага кај обвинителите, вели републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски. За аферата Лотарија ОЈО прифати 6 кривични пријави, додека 2 за Ковачевски и поранешниот генерален секретар на владата Методија Димовски барем засега не ги процесуираше. Коцевски вели доколку најдат докази и за нив ќе се отвори кривичен процес. Од страна на МВР поднесена е кривична пријава и за останатите двајца, меѓутоа тие не изостана со оглед дека јавното обвинителство и натаму постапува и води предистражна постапка и за останатите двајца. Доколку се утврди дека има елементи на кривично дело врз основа на доказите, ќе поведе постапка и против нив двајца. Покрај тоа што бега од правдата, поранешниот прв вице-премиер Артан Груби бега и од јавноста. Реши да се обрати преку својот адвокат Владимир Доневски. Во соопштението испратено до медиумите нема одговор дали и кога би се вратил во Македонија, туку само правдање дека бегалецот Груби бил невин. Одбраната и сите аргументи ќе бидат изложени во рамки на законски предвидената постапка, се со цел да биде убеден и судот и јавниот обвинител дека нема кривично дело во дејствијата за кои се обвинува Артан Груби. Се надеваме дека сите учесници во оваа кривична постапка ќе останат имуни на очигледната политизација на процесот и ќе ја задржат непристрасноста и независноста и одлуките ќе ги носат, како и ние врз основа на јасни правни аргументи. Поради сомнежи за криминал во отсуство притвор им е определен на Артан Груби и поранешниот директор на Лотарија Прпарин Бајрами. За 4 лица судот определи мерки на предпазливост, додека барем засега кривична постапка не е отворена за Ковачевски и Методија Димовски.